Спонзорот Цермат ви представува. Пианистката Валерија Занини одржа концерт во рамките на Интерфест. Представници на кафе бар Порта Джез на прием кај председателот на Македонија Иванов. Се повеќе членови на тенискиот клуб Битола и Академија Павловски добитници на награди. Свечено отворен ресторанот Антико. Во рамките на 23-тото издание на Интерфест Битола, концерт одржа пианистката Валерија Занини. Музичката критика ја опишува нејзината изведба како чиста пиано поезија, голем пиано изведувач со рафинирана пианистичка имагинација, воодушевувачка изведба со скоро магичен допир. Ова е одличен фестивал и среќна сум што настапувам овде. Репертоарот за битолската публика е составен од композиции од класична музика од класични композитори, но и од дански, бидејќи живеам таму, и од бразилски, бидејќи се родив во Бразил. Инаку по втор пат сум во Македонија. Имам настапувано на фестивалот Охридско лето, а после Битола настапувам во Копенхаген. CD-то кое што битолчани имаат можност да го видат е претежно составено со композиции од бразилски композитори. Занини настапувала како солист со реномирани оркестри, Филхармонијата на Данска, Симфонискиот оркестар на Кампинас, Националната филхармонија на Сао Паоло, оркестарот на Перу, Лима и многу други. Во својот репертоар изведува композиции од повеќе музички периоди со посебен акцент на композициите од Бразил, кои ги носи во своите гени, но и на Данска, каде живее. За незината посветеност на афирмацијата на данската музика, покрај многобројните награди, одликувана е со специјалната награда на Данска. На платото пред кабинетот на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во вилата Водно се одржа настан за континуирана поддршка на џез културата во Република Македонија. На настанот настапија студентите од Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, џез составот Кабадајас и бендот на Владимир Василевски Четкар. Од Битола на настанот беа поканети представници од кафе бар Порта Джез, кој 22 години е промотор на џез културата во нашиот град и организатор на првиот џез фестивал во Битола. 22 години Порта Джез е бастион на џезот во Битола и реално еден од локалите кои што ја одгледува џез културата. Најдобар доказ за тоа се неброениот, големиот број на гости кои што во последните 22 години гостувале во Порта Джез и воден тимот на Порта Джез, воден од таа идеја, минатата година го реализираше на првиот џез фестивал битолски, Порта Џез фестивал, кој што фестивал беше посетен од сите најголемите џез љубители во Македонија и како резултат на тоа, фестивалот полека, но сигурно се мапира на таа џез сцена на во Македонија. И токму во тој контекст на 19 септември председателот Ѓорѓе Иванов организираше еден настан за промоција на џез музиката и џез културата во Македонија, кој што се случи на платото пред председателската резиденција. И на овој настан учествува голем број на џез уметници од Македонија, најистакнатите џез уметници од Македонија. Исто така беа поканети сите џез работници од Македонија. И во тој контекст беа поканети Порта Џез фестивалот, Прилепскиот џез фестивал и Скопскиот џез фестивал. А меѓу другите тука беа и Академијата за џез од Штип и Џез FM радио, зашто сепак овој настан произлезе од таа хуманитарна акција за спас на Џез FM. Иначе настанот имаше функција да направи промоција на џез културата во Македонија, некако на таа скопска јавност да му ја презентира можноста за
значи како джезот живее на другите места во Македонија и председателот значи ми даде можност, значи го препозна Порта Джез фестивалот како еден од клучните, да речам, джез настани во овој регион на Македонија. Кои се самите впечатоци од таму со оглед на тоа што и во самиот говор на председателот тој и ве спомена како секако место кое што е негова джез културата во Битола и секако значајно за Македонија? Па впечатоците се исклучителни зашто тоа беше ног на славење на джезот. Значи најпрво значи таа уметнички дел на настанот го започна музичарите од Джез Академијата од Штип. И понатаму, да речам, голем дел од джез музичарите, работниците во Македонија продефилираа на сцената. Значи Четкар, Оливер Јосифовски. Значи имаше и многу интересни комбинации, имаше джем сешн во кој што учествуваше Гара Ветовитијан и редица други, значи музички легенди од Македонија. И тоа беше една одлична можност, значи Порта Джез фестивалот да се промовира на национално ниво. Претпоставувам дека таа промоција секако ќе има силно влијание во понатамошниот развој и растеж на Порта Джез фестивалот кој се планира, значи да премине во еден ајде да кажам лендмарк на джезот во Битола. Веќе го споменавме и самиот джез фестивал, нели на самиот почеток кажавме дека го имавме првото издание кој што беше доста успешно и доста посетено со реномирани джез уметници, токму кои што настапија во нашиот Порта Джез. Кој е концептот на самиот джез фестивал? Значи концептот ќе биде ист како и минатата година. Бевме доста успешни, само се надаваме сега дека ќе бидеме уште попрофесионални. Исто така ќе има и многу различни джез работилници за младите джез уметници да можат да се едуцираат и да се сретнат со, да речем, веќе искусните и еминентни музичари, како и наши, така и странски. Се надеваме дека ова година ќе имаме повеќе од регионот и од светот. Од прилика ќе се трудиме да го направиме колку што е можено попрофесионално, да го издигнеме на некој ниво, фестивалот да понатаму да биде и светски фестивал. Која е самата цел на овој джез фестивал? Самата цел е во Битола ние се трудиме, значи 20 години, 22 години Порта Джез работи функционира со джез музика и би сакале во овој регион ние да го имаме то, да го задржиме фестивал, джез културата да задржиме и сепак пошто имаме многу публика, битолска публика со префинет вкус, да можат да слушнат тие неколку денови, да слушнат добра музика и да се забавуваат во смисла на джез музиката. Пред присутните на настанот во Скопје се обратија председателот Иванов и Костадин Шурбановски од Скопскиот джез фестивал. Ова година веќе се шири семејството и доаѓаат оние кои во меѓувреме направиле нешто и придонеле за ширење на джез културата во Македонија. Тука се од Битола Порта Джез, неодминливата Порта Джез, и тука е Прилепскиот джез викенд. Така што мило ни е што гледаме дека и во внатрешноста има влюбеници во джезот кои ја промовираат и ја сака джез култура. Овој настан се одржа за афирмација и континуирана поддршка на джез културата во Република Македонија. Во Битола се отвори ресторанот Антико, место во старата битолска чаршија, каде се задоволуваат суптилните дегустациони задоволства на гостите од македонската кујна, а со примеси на интернационалните вкусови во несекојдневен, традиционален и истовремено модерен амбиент. Во овој пријатен амбиент гостите се чувствуваат опуштено и далеко од градската врева, во интимна атмосфера во која се ужива во специјалитетите од македонското поднебје. Младите сопственици истакнуваат дека влегле во овој бизнис полни со елан и ентузијазам, решени да воведат нови стандарди во угостителството. Мислевме дека фалеше нешто ново, да не речам ново, нешто плюс за младите со некаков традиционален стил кој поретко се наоѓа. Па мислиме дека ќе биде добро за сите. Што
Што е нешто ќе им го понудите на сите гости кои што ќе дојдат тука, секако поврзани со самата храна? Знам дека нашите гледачи во моментов се интересираат и секако во врска со самиот пијалок. Па да, исто така ќе има врни специјалитети на храна. Секоја вечер музика во живо, а во викендите ќе има една добра, според мене, програма која мислам дека ќе функционира многу добро. Дали веќе ги знаете групите кои што ќе настапуваат и на каква музика ќе се фокусирате? Па ќе се фокусираме пред се на музика што е во интерес на помладите. Значи овај викенд се четврток и петок Молика Junior, сабота и недела Екстра Бенд, а од понеделник таму да не откриваме ќе биде објавено, ќе биде пренесено на сите. И уште едно прашање за крај пред да дојдат секако самите гости, бидејќи после секако ќе бидете и вие во гужва, што е на поразлично што ќе им го понудите на битолчани, поразлично од другите ресторани во нашиот град? Па поразлично, како што реков, тоа некаков традиционален стил, значи што го нема, што не може секој во секојдневието да сретни. Секој ден значи ќе има жива музика, ќе се работи секој ден, значи и мислиме дека тоа ќе му повлечи вниманието на помладите. И каков е предизвикот да се земе во секој случај да се работи ресторан, затоа што знаеме не е лесна задача, особено за млади луѓе како вас? Па добро, сега секако дека не е некој мал ризик, но кога ќе се фокусираш на една работа и кога ќе работиш, да речем, кога ќе вложиш труд, секако ќе испадне како што треба. Антико има прифатливи цени за несекојдневно уживање, погоден за прослави на матурски, родендени, веридби. Во вечерните часови гостите ќе уживаат во звуците на староградската македонска музика. Ресторан Антико се наоѓа на локација во старата битолска чаршија покрај реката Драгор. Изминатиот период, тенискиот клуб Битола и Академија Павловски беа домаќини на неколку турнири, меѓу кои петтиот поред европски тениски турнир за јуниори и јуниорки, турнирот за деца и многу други на кои членовите на клубот беа наградени како најдобри. Јас се викам Бојана Енкуловска, тренирам од февруари и ми е убаво да одам на тенис. Јас тренирам 32 години и јас сакав да тренирам тенис и јас гледав мојот брат тенис и јас затоа се навичив да играм и јас тенис. Јас сум Милош Гугучевски, тренирам 4 години тенис, почнав од 4 години. Гледав многу тенис и уште мал сакав да тренирам. Јас сум Виктор Милевски, тренирам 2 години од 6 години. Јас го освоив на турнирот прво место и играв портокалов тенис. Јас освоив трето место, да ще гледате диплома. Јас на државниот турнир освоив прво место и на регионалниот во Прилепа освоив прво место. Една од тренерите на клубот, Марија Чакулеска, истакна дека се задоволни од досегашните резултати и планираат уште неколку активности до крајот на годината. Ние како клуб, тенискиот клуб Битола и Академија Павловски, сме горди на се што го правиме, посебно нашите деца, кои што излегуваат и успешно галопираат по тениските нивоа и скалила. Како најголем предизвик, веќе 5 години ако го организираме ни европскиот турнир за јуниори и јуниорки до 16 години. И иако петти пат стално ни е предизвик, бидејќи на последниот турнир имавме учесници од 27 земји, да се обезбеди смештај, храна, превоз и се разбира терени за сето тоа е голем предизвик. Меѓутоа мислам дека со оглед на тоа што почнавме со 4 пријавени земји, а стигнуваме веќе до 27, мислам дека успешно го правиме сето тоа. Како што гледаат нашите гледачи, ние сме тука седиме во друштво со едни прекрасни млади надежи на токму на тенисот. Кажете ни малку повеќе околу тој детски турнир. Детскиот тенис всушност се подразбира во 3 категории, тоа црвен, портокалев и зелен тенис. Ние во септември имавме фестивал на тенисот токму во Битола. Имавме 70 учесници кои што учествуваа од цела Македонија, бидејќи тој турнир е во склоп на Македонска тениска федерација. На тој турнир се играше во 3 категории: црвен за најмладите, портокалев за овие млади учесници што се околу мене и зелен турнир.
нашите учесници и членови од Битола, бидејќи кај црвениот тенис нема победници, односно сите се победници, забележавме одлични резултати. Во портокалев тенис кај девојчињата имавме Ксенија Маневска го освои второто место, Милош Гогучевски не е тука присутен, го освои првото место. Кај момчиња во зелениот тенис Андреј Милевски го освои првото место, Андреја Наковска го освои третото место. Исто така наодамна содржа и регионалниот нели турнир. Регионалниот турнир се одржа во Прилеп и тој е во склоп на Македонска тениска федерација, имаше околу 30 учесници. Ние учествувавме само во категоријата на портокалев тенис и бевме многу успешни во сето тоа, бидејќи кај девојчињата, нашата најмлада надпреварувачка Мила Гучевска го освои третото место и Бојана исто така е тука, го освои првото место во женска категорија, а кај момчињата имавме битолско финале и тоа Виктор Милевски го освои второто место, Милош Гогучевски го освои првото место. Интернационалниот член на тенискиот клуб Битола и Академија Павловски, Таиса, освои прво место на турнир во Келн, а вчера се одржа рекреативниот тениски турнир, каде родителот и детето играат двојки против друг родител со дете. Во моментов траат уписите и за нови членови во клубот.